Како огани дим, како тоники џин, така добро ми стоиш кога до мене си, како рулет и спин. Добро вечер, Јован. Најпрво морам да кажам дека ми е многу убаво што сум овде со тебе. Прво ми е прекрасно друштвото, бидејќи пораснав со твоите песни, ги слушав од дете до ден денес, а второ што и приватно еве се дружиме, соработуваме, а и заедно сме за прв пат пред објективот на Backstage. Како си? Па добар сум, фала ти, да, и мене ми драгаше прво интервју имам со тебе, иако многу пати сум дал интервју за Backstage. Одлично, секогаш се осеќам добре еден тебе. Како што кажав, растев со сите твои песни. Кажи ми, дали знаеш од прилика, еве, колку ги имаш снимано во животот? Не знам, ама имам многу, на 700-800 песни имам, каде што сум учествувал дел од авторскиот тим, дали се правил музика или аранжман или за мене лично не верувам дека имам повеќе од 30 песни снимено, уклучувајќи ја магија, повеќе сум работел за други. Иако понекогаш некои луѓе ме доживуваат као и пеач, а тоа ми е 2% од мојата кариера. Да. Знам дека доста во последно време зборуваше за тоа дека имаше пауза овде на македонската естрада, посебно како артист, како пеач. Еве би сакала јас пак околу тоа малку да позборуваме. Зошто и како се одлучи на оваа пауза и кој ти беше мотивот тебе баш сега да се вратиш повторно на македонската сцена? Така, да, има голема пауза. Можам да кажам една од причините и некој виновник што те малце ме буцна да се вратаме Пајак. Брат ми Пајак кога преработија магија, требаше се Пајак сам да пее, јас само им дал дозвола да преработам, не ни мислев. И кога дојдов во Македонија, ме седнаа двајцата до студио и викаат, слушај, мислиме дека ако ти не се уфериш во магија, нема да е тоа. И ја, кај сега спот, не сум спремен, не сум снимал 15 години, она. И Пајак настојуваше дека најдобра јас да видам. И ја реков, тоа е тоа, ајде, ќе снимаме ремикси, не ни мислам, јонака не ни планира више да снимам у животот нови песни. И од кој испеав магија, од кој имаше многу добар фидбек и отиде онака повторно, нови генерации живеат со неа, ја пеат децата и тоа ми даде некаков мотив да речам, чекај, па може би сакам да снимам уште една песна. И следната година седнав повторно да правам песни за мене. Иако долго време мислев дека тоа никогаш нема да се случи више во животот, така да ете, тоа една причина да речем што ми даде мотив повторно да мислам на тоа. Тоа беше тој период кога дојде таа инспирација за Адреналин? Па Адреналин дојде една година подоцна. Таа година направив некои си 5-6 песни за мене, не се уште излезени. Наскоро ќе излезе соло моја песна, која исто ја правев одма после тоа. Ова излезе како дует, иако имав пред тоа веќе снимено 5-6 нови песни, ова излезе прва Адреналин зашто беше дует. Така некако се погоди, Пајак исто со Елвир направи дует и ја и викаме сега можеби време ја и Елвир заедно да направиме, зашто јас ја завршив фактички кариерата со дуетот со Елвир со Слаба точка. Тоа ми беше последен спот и песна. После тоа више никогаш не снимив и еве сега да отвориме повторно кариерата после 15 години, пак со Елвир дует и да се продолжиме. Низ моја град те барам, каде си ти, ми требаш ти си мојот адреналин. Пола град за тебе го поминав, дур не те најдам, нема да заспијам. Имаше реално многу добри коментари и позитивни реакции, што е нормално, ни се вратија на сцената две музички легенди. Како тече подготовките, кој се работеше на проектот, како си поминавте вие после толку години снимање спот и после би сакала да зборуваме за тоа што е специфично кај тебе посебно, што и тогаш на времето, а и сега во секој видеозапис имаше кореографија, играш и пееш, но тоа би сакала подоцна сега еве да се навратиме на проектот. Како си поминавте на снимање, кој се работеше? Па, вака, значи, Пајак и брат ми направија првичната демо го направија за Адреналин, и таа јако била песна планирана за Пајак, ми ја пуштија мене, пошто ние у тој момент баравме дуетска песна за мене и за него,
И нас многу ни се свигаше и дадовме ние некаков тач, ја и Елвир го направивме текстот заедно. Исто во продукцијата јас и брат ми работевме, малце и дадовме наш вајб, да вакво. И мислам дека одлично, четворица сме автори, добар тим сме и направивме одлична песна, сум презадоволен. Исто така поздрав до Urban Records, значи со Гордан го работевме видеото. Би ги поздравил да сите мои пријатели од Штип, многу ми помогна, видеото е снимено во Штип, многу ми ме прашуваат која е таа локација, каде најдовте таков хангер, значи цело видео беше снимено во Штип. Исто така моделите беа од Макс Модел во самото видео. Зборуваме сега за кореографиите, бидејќи од новите млади артисти, посебно во последно време во Македонија, ретко гледаме некој да ги има и двата таленти, да знае и добро да пее и добро да игра. Како да тие подготовки кон кореографија, колку време ги спремате? Дали се тоа твои кореографии можеби или некој друг работи на нив? Така, види, јас сум да, на времето беше така дека се трудевме сите да имаме кореографии по музичките видеа, таков тренд беше во светот. Иако сега уште луѓе го имаат, уште кој да снима, дали Джейсон Деруло, Крис Браун, Джастин Тимберлейк, се уште играат. И Джастин Бибер игра, и Ариана Гранде игра, така да не е дека е тоа на Балканот, да речам, ретко играат. И во Србија, ако размислам, многу ретко пеачи играат. Има женски кои играат како Теа Тајровиќ или некои помлади. Така да јас сакав да има, мислам, Адреналин нема некоја кореографија, има повеќе некој дел што се зезаме ко за, да речеме, ко за TikTok, али магија имаше на пример, да. Имаше, но моите песни, две што ќе ги извадам наредните, сите се со кореографија и сите имаат баш играње. Види, јас секогаш допринесувам кореографијата, иако не сум кореограф, но сакам да учествувам во процесот, сакам да им дам некој смер каде да одат, да не биде дека не сум заинтересиран, бидејќи тоа ми е добра, голема страна од спотот. Така да во наредните спотови ќе имам кореографија, ќе видат слушателите. Ти благодарам многу, Јован, и многу ми е милно што и вака официјално си седнавме и си направивме муабет. Со нетрпение ги чекам новите песни и нормално дека пак ќе се видиме кога ќе излезат во етер. Фала ти многу, поздрави се.